минутки само за информирање на јавноста. Сакам да кажам неколку факти кои што се актуелни во однос на овој закон, како и да кажам дека имаме 3 дополнителни комисиски амандмани. За прв пат во историјата на ова собрание беше побарано од Државната комисија за спречување на корупција да направат антикорупцијска проверка на некој закон. И таа пристигна, вчера вие ја испративте, за да можат сите пратеници да ја видат. Тоа е еден опфатен извештај на 8 страници. Прво, овој закон беше поднесен во скратена постапка, го повлековме законот од скратена постапка, истата група на пратеници кои што го поднесовме овој закон, го пуштивме по редовна постапка, бидејќи сакавме да укажеме дека освен тоа, да го подобриме овој сектор и управувањето на државните институции со секторот за јавни набавки, никаков друг аспект или интерес од ова ние како пратеничка група и како мнозинство немаме. Сакам да кажам дека сите овие 8 страници од овој антикорупцијски извештај, односно мислење по предлог на закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки, кој што ни стигнаа од Државната комисија за спречување на корупција, ги приточевме во амандмани и сите забелешки, освен 2, се прифатени. Она кое што е дополнително важно за јавноста, кои 2 забелешки не се прифатени, тоа е таа обврска за да тие подзаконски акти кои што ќе произлезат од новите измени на законот да бидат усогласени за да не настане правна празнина. Во консултации со институциите заклучивме дека тоа веднаш ќе биде сторено, без при тоа да биде напишано во законот. И втората, за која што дадовме дополнително објаснување, зошто ние цениме дека со овој закон и со вака предложениот текст мора да престане мандатот на тие кои што во моментов се во таа комисија. Невозможно е вие да сакате да се борите против корупцијата, а да го продолжувате мандатот на оние кои што требало да внимаваат на јавните набавки, а дозволиле највисоките функционери од претходната влада да се најдат на црната листа. Невозможно е дури и тие невладени организации кои што бараат да има јавна расправа и кои што сите забелешки кои што ги соопштија во јавност без исклучок се прифатени, да велат дека е ова некаков упат на систем, а претходно да имаат издадено десетици извештаи за склучување на јавни набавки кои што се сомнителни, а овие кои што биле надлежни да го спречат тоа, да ги гласаат и да ги поминуваат на комисијата. Уште еднаш ќе нагласам дека сме отворени на забелешки од јавноста, дека како предлагачи на законот потрошивме многу време да го изработиме ова законско решение и секогаш ќе бидеме подготвени за дебата и за прифаќање на различни мислења. Да заокружам, по добиениот извештај од Државната комисија за спречување на корупција, овој што го држам во рака, 90% од забелешките се прифатени и ќе бидат инкорпорирани во амандманите кои што ќе бидат предложени од нашата пратеничка група, а тие кои што не се им се објаснети зошто во овој момент тоа е случај и дека тие основи кои што тие бараат едноставно се заокружени во ова законско решение. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор?